Тимовите на Бајер Михен и на Малага се последните патници во четвртфиналето на Лигата на шампионите. Во синокешните реванш средби од осми на финалната фаза, Арсенал славеше со 2:0 на гостувањето кај Бајерн, но не успеа целосно да ја надомести негативата од првиот меч од 3:1 и со тоа да направи вистинска сензација на Алијанц Арената. Топџиите победе уште во третата минута преку Жиру, додека во финишот на средбата Косчелни со погодок со глава ги постави конечните 2:0. На вториот надпревар Малага се избори за историски пласман во четвртфиналето, откако ја надомести негативот од првиот меч кај Порто со 1:0 и со победа од 2:0 си обезбеди место во следната рунда. Иско во првото и Роке Санта Круз во второто полувреме им донесоа радост на домашните фанови. Па така патници во четвртфиналето се Барселона, Реал Мадрид, Малага, Борусија Дортмунд, Бајер Михен, Парис Сен-Жермен, Јувентус и Галатасарај. Лигата на шампионите остана без ниту еден англиски тим, па така новиот шампион ќе дојде од некоја друга земја од Европа. Бундеслигашот Шалке во дербито со 2:1 го победи ривалот Борусија Дортмунд во 25-то коло на германското фудбалско првенство, но остана без услугите на Класијан Хунтелар кој се повреди. Холандјанецот го напушти надпреварот во 54-та минута поради повреда на лигаментите на левото колено. Иако не се знае точно колку е тешка повредата, според првите информации на Хунтерал му се заканува подолга пауза. Во болница е на магнетна резонанца и како што се чини ќе отсуствува подолго време, изјави тренерот на Шалке Јенс Келер. Најдобриот бундеслигашки стрелец од минатата сезона со постигнати 29 гола против Борусија го постигна победничкиот гол во 35-та минута, а тоа му беше 7ми гол во сезоната. На АТП мастерствот од серијата 1000 што се одржува во Индиан Велс, фаворитите обезбедија пласман меѓу најдобрите 8. Надал го победи Ернест Гулби со 2:1 во сетови 4-6, 6-4 и 7:5. Во четвртфиналето шпанецот ќе игра против Роџер Федерер, тоа ќе биде нивни 29-ти дуел, прв во полуфиналето по Синцинати минатата година и прв во четвртфиналето на некој турнир воопшто. Федерер во осми на финалето го победи Станислав Вавринка со 2:1 по сетови 6-3, 6-7 и 7:5. Ова беше 13-та тешка победа за Роџер Федерер во дуелите со Вавринка од вкупно 14 меѓусебни дуели. Во четвртфиналето се пласираше и Новак Џоковиќ кој со 2:0 во сетови го елиминираше домашниот тенисер Сем Квери. Кај дамите синоќа не се случи некој изненадување, па така фаворитките изборија пласман во следната рунда. За одбележување победата на Марија Кириленко против Петра Квитова со 2:1 во сетови 4-6, 6-4 и 6:3. Во следната рунда одат и Стосур, Шарапова, Кербер, Вознијацки и Азаренка. 11 средби се одиграа синоќа во NBA лигата. Шампионот Мајами продолжува со победите и синоќа стигна до 20-тиот триумф поред, со што стана четвртиот тим во историјата на кого тоа му успеало. Джеймс даде 27 поени, но човек на одлука сепак беше Двен Вейд кој даде 21 поени и решавачките поени на 29 секунди пред крајот. Мајами победи со 98-94 на гости кај Филаделфија. Кај 76-ките Јанг имаше 24 поени и 15 скока. Лейкерси загубија на гостувањето кај Атланта со 96-92, со што ја прекинаа серијата од 4 победи поред. Крајот на средбата го одбележи и повредата на Коби Бран, кој го промаши шутот за изначување на 3 секунди до крајот и во доскокот сгазна на ногата на Данте Џонс. Мечот го заврши со 31 поен. Без него Лейкерси ќе имаат тешка задача да го задржат 8-то место во западната конференција. Според последните информации станува збор за потешка повреда на скочниот зглоб. Кај астребите Хорфорд оствари 14 поени и 14 скока. Висока победа забележи и Бостон Селтикс над Торонто со 112-88. Гарнет постигна 12 коша и го мина Џери Вест на 15-то место на вечната листа на стрелците, додека Пирс даде 15 коша и влезе во топ 20, истиснувајќи го легендарниот Чарлс Баркли. Кармело Ентони се врати во Пепси центарот во Денвер, каде беше исфрикан од публиката и мечот го заврши со само 9 постигнати поени во поразот на Њу Йорк Никс од 117-94. Ги гледаме сите резултати од синоќа, ќе ги видиме и двојките за вечерва, каде треба да се одиграат само 2 средби.